Пред неколку месеци станаа пратеници и министри, а сега се кандидираат на локалните избори за градоначалници. Но иако кандидатурите им се официјално потврдени од партиите, засега не поднесуваат оставки од актуелните функции. Пратениците Петре Шилегов, Стефан Богоев и Благој Бочварски од СДСМ, како и пратеникот Зоран Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН, ќе водат битка за градоначалничката фотелја, но никој од нив засега јавно не се изјасни дека ќе поднесе оставка од функцијата пратеник. За експертите по право досегашната пракса е да се поднесе оставка, па потоа да се излезе на локалните избори. Додека пак од антикорупцијска комисија засега немаат коментар, а Државната изборна комисија ќе ги чека официјалните кандидатури за да се изјасни. Тоа сега ништо не можеме да ви кажеме, а пред сето е во надлежност на Државната изборна комисија. За Државната изборна комисија, како и за општинските изборни комисии, се уште нема ниту еден официјален кандидат, откако ќе биде поднесена официјална кандидатура за кој било кандидат за градоначалник или член на совет, ќе можеме да коментираме за неспојивоста на функциите. Морален чин е да си поднесат оставка од актуелната функција, потоа да се тркаат за друга, сметат експертите. При тоа се посочуваат досегашните примери на политичари кои тоа го сторија, како што се Теута Арифи, Невзат Бейта и Арбен Лабуништа, кои си поднесоа оставки од функциите кога влегаа во трката за градоначалници. Додека пак пратеникот Изет Зекири, откако во градоначалничката трка изгуби, комплетно се повлече од политиката, со образложение дека кога не успел да добие довербата на изборите, нема зошто да биде представник ниту во собранието, ниту во политиката. Формално правно нема пречка да не бидат кандидати и ако изгубат може да се врата. Се поставува моралната два пати народот го гласа. Еднаш го гласале на ниво на целата на изборна единица, зависи од која изборна единица, нели имаме 6, и втор пат ќе го гласаат на микрониво, на ниво на локална самоуправа. И што ако изгуби? Кајде му е крedibilitetot? Како тој може понатака пред од собраниска говорница да говори? Бурни реакции во јавноста предизвика одлуката на актуелниот министер за здравство Арбен Таравари да се кандидира за градоначалник на Гостивар. Таравари најави дека ќе остане на функцијата министер до локалните избори, но работата ќе им ја припушти на неговиот заменик и државниот секретар се до изборот на нов министер. Дел од стручната јавност го осуди ваквиот чекор.